Обвинувањата упатени кон германски дипломати и други пријателски држави се неуместни, како што е познато, проценките кои се пренесуваат на земјата домаќин секогаш се договараат во тесна координација меѓу Министерството за надворешни работи и амбасадата, се вели во соопштението од Министерството во врска со изјавите на претседателот Иванов за амбасадорката на Сојузна република Германија во Скопје Кристине Алтхаузер. Бизнисменот Сеат Кочан ќе се брани од слобода, објави Фокус. Според медиумот на Кочан, одземен му е пасошот и дал гаранција од 1 милион евра дека нема да ја напушти земјата и ќе биде достапен за судот. Адвокатот на Кочан Никола Дудевски за Нова ТВ потврди дека одбраната понудила парична гаранција, но се уште немаат решение дека тоа е прифатено. Врските на Трамп со Русија предизвикуваат турбуленции во Вашингтон, поради што Министерството за правда на САД назначи специјален обвинител кој треба да ја гарантира независноста на истрагата за врските на изборната екипа на Трамп и Русија. Ројтерс објави дека тимот на Трамп за време на изборната кампања разговарал 18 пати со високи руски функционери и други личности од Кремљ и тоа го криел.